Hola a Madrid, benvenidos queridos amigos a Автомагазин. Нема подобар поздрав од ова за почетокот на денешното издание на Автомагазин. Да, ве поздравив од Мадрид, а тука сме за да го возиме и тестираме новиот Рено Аустрал. Возило на кое Рено полага многу надеж, но и многу технологија. Кон крајот на емисијата ќе ги посветиме минутите на овој нов кросовер, а почнуваме како и секогаш со нашите флеш вести. Европското жири Аутобест, составено од 31 член од 31 држава, ќе ги направат своите последни проценки по финалните тестирања на финалистите закажани за 23 и 24 ноември. Годинава на листата се најдоа Dacia Jogger, Honda Civic, Opel Astra, Peugeot 308, Renault Austral и Toyota Aygo X, кои ќе се надпреваруваат за наградата Best Buy Car of Europe за 2023 година. По тестирањата во сообраќај и патека, гласовите ќе се сумираат, а победникот на 22-то издание на Аутобест ќе биде објавен во средината на декември. Автомобилските производители долго време ги развиваат автономните возила, но без некој позначаен напредок. За да се забрзаат работите, дојде до здружување на силите, како што тоа го сторија Ford и Volkswagen со вложувањето милиарди долари во компанијата Argo AI. Но напредокот повторно изостана и двата партнера решија да стават клуч на нејзината врата. Работниците ќе бидат распределени на други места, а напредните технолошки решенија зачувани за некои други проекти. Причината, како велат одговорните во Ford и Volkswagen, е промената на стратегиите, бидејќи според нив сегашните долгорочно не се исплатливи. Тие во иднина ќе се сконцентрираат на развој на системи за помош на возачот и активна безбедност, сами или со некои други партнери. Volkswagen како марка од 2033 година во Европа ќе произведува само електрични возила, најави шефот на компанијата Томас Шефер. Со зборовите "направи помалку, ама подобро", тој истакна дека транзицијата кон чисто електричен погон стана поамбициозна и ќе се оствари 2 години пред рокот кој што туку го постави Европа. Во краткорочните планови на Volkswagen е зацртано лансирањето на 10 нови електрични модели до 2026 година. Меѓу нив ќе биде и еден кој компанијата сака да го продава за помалку од 25.000 евра. Тој ќе има две варијанти, хеджбек и кросовер, за кои се очекува да ги носат ознаките ID1 и ID2. Следната година ќе биде освежен ID3, а интензивно се работи и на неговата кросовер верзија која ќе го добие суфиксот X. Доста се очекува и од новиот водечки модел во гамата ID Aero, со кој Volkswagen ќе има електрична понуда во секој сегмент. Паралелно со овие активности ќе се намалува и бројот на модели во понудата, со цел да се зголеми профитната маржа, за која се очекува веќе од 2025 година да достигне 8%.
Заради тоа, ќе се смени и организацијата на производството, која повеќе нема да се фокусира на еден модел во една фабрика. Годишнината на Републиката беше убав повод Турција да прослави уште еден успех. Председателот Реджеп Таип Ердоган лично го симна првиот серијски примерок на електричниот тог од монтажната лента. Комплексот Гемлик во околината на Бурса, каде ќе се произведува, е подготвен од првиот квартал идната година да започне со испорака на возилата на купувачите. Дотогаш овој кросовер од C-сегментот, дизајниран од Пининфарина, треба да ги помине хомологацијските тестови. На располагање ќе биде со еден или два електромотори од по 200 конски сили, а ќе се опремува со батерии интегрирани во платформата, кои ќе му овозможат автономија до 500 км. Според порано објавените спецификации, ќе постигнува 220 км на час, а до првите 100 во посилната верзија ќе забрзува за 4,8 секунди. После него ќе следат уште 4 модели, седан и хеджбек од истата класа, како и компактен кросовер и еден моноволуменец. Целокупната инвестиција во оваа компанија, основана од државата и 4 големи турски конгломерати, надминува милијарда евра. Dodge полека се подготвува за иднината кога ќе произведува автомобили со електричен погон, што ќе се случи многу бргу, веќе од 2024 година. Но марката нема да се откаже од својот мускулест имидж, создаден од имињата како Charger, кој веќе како концепт е подготвен да зачекори во новото време. Со суфикс Daytona SRT, ова купе уште од самиот старт ќе биде на располагање во бројни електрични комбинации. 400-волтните верзии ќе ги има дури 6 со максимални меѓу 455 и 670 конски сили, а подоцна ќе пристигнат и 800-волтните, од кои најмоќната ќе може да се пофали со преку 800 расни грла. За да можат полесно да ги убедат своите купувачи дека електричните возила може да бидат подобри од оние со жедни V8 мотори, Dodge за овој модел подготвува специјален надворешен аудиосистем кој ќе симулира звук од издувните цевки и тоа со 126 децибели. Колку ќе биде ово успешно, ќе дознаеме за нешто повеќе од 12 месеци, кога електричниот Charger Daytona SRT ќе пристигне во продажните салони. Она што сега го знаеме е дека е направена платформа која лесно може да прими и бензински мотори, за во случај нешто да не тргне како треба. Fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации.
Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Metropolis, broj 1 radio mreža. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Кросоверите се најпопуларните возила на пазарот, а доколку се електрични, уште подобро. Шкода Ењак i-V е еден од нив и остави силен впечаток на купувачите. Пролетва доби купе изведба, а сега, иако е електричен, е засилен со RS верзија која треба да даде потполна слика за гамата. На тоа работи и Mitsubishi, кој помалку го изгуби правецот. Студијата XFC не открива многу, ниту дали идниот модел е дело на јапонците или ќе биде само етикетиран веќе готов модел од алијансата во која членува со Renault и Nissan. После купето пролетва, Шкода ја представи RS верзијата и на стандардниот Ењак i-V. Кај него спортските гени на електричниот погон функционално се испреплетени со практичноста на кросоверската каросерија. Погонската група е иста како и кај Volkswagen ID4 GTX, што значи дека сите 4 тркала ги задвижуваат електрични мотори со вкупно 299 коњски сили. Како резултат на нивниот ангажман за спринт до 100 км на час ке треба 6,5 секунди, додека максималната брзина е ограничена на 180. Чесите се пофалија и дека значително ја подобриле аеродинамиката, намалувајќи го коефициентот на отпор на воздух на солидни 0,234. Благодарејќи на тоа, автономијата која ја обезбедуваат батериите од 77 киловат-часа е задржана на 500 км. Максималната моќност на полнење е 135 киловати, така што теоретски на Ењак RS i-V му требаат 36 минути да се наполни од 10 до 80% од капацитетот. Светлечката маска е стандардна, а внатрешноста благо дотерана повеќе да одговара на неговиот спортски карактер. Новост уште е и вметнувањето посебен режим на работа наменет за теренско возење со брзини под 20 км на час. Цената не е објавена, но сигурно ќе достигне 60.000 евра.
Од Mitsubishi пристигна изненадување. Представен е концепт на кросовер со амбиции да се пласира глобално. Со ознаката XFC, за која само тие знаат што значи, тој е замислен како пријател за возбудлив живот. Затоа, како велат јапонците, има високо ниво на практичност, едноставно се ракува со него и поседува добри возни својства за нерамни терени. Импозантниот изглед е во согласно со нивната дизајнерска филозофија со модерно груби, но сепак елегантни површини кои чинат една целина. Предниот дел со својата Dynamic Shield маска е препознатлив. Светлата малку наликуваат на комбинација од конкурентските модели, а задниот дел е скоро спортски. Истакнатите бочни страни со профилирани површини ги изразуваат силата, динамиката и робусноста. И покрај компактните димензии во внатрешноста има доста простор. Визуелно е облагородена со хоризонтални дизајнерски елементи, а меките облоги на седиштата и вратите на патниците им даваат чувство на заштитеност. Од Mitsubishi ништо немаат објавено за техничките детали, освен дека производниот модел набргу ќе биде електрифициран, после што ќе биде понуден на глобално ниво. Стартот на продажбата ќе му биде идната година во земјите од Југоисточна Азија, каде и ќе се произведува. Цели 12 месеци не делат од почетокот на продажбата на Cadillac Celestiq. Со него луксузната американска марка ќе влезе во свет на целосно електричните возила и сака да си ја врати старата слава, барем кај сопствените купувачи. Ексклузивност на оваа изведба ја покажува фактот дека поголемиот дел ќе се составува рачно. Годишното производство ќе се ограничи на само неколку стотина примероци и дека ќе чини преку $300,000. Cadillac по втор пат го представи најскапиот модел во историјата. Првиот пат тоа беше по повод 120 годишнината од компанијата, кога Celestiq беше покажан само како ќе изгледа. Презентацијата сега беше малку потемелна и меѓу другото дознавме дека ќе чини преку $300,000. За таа сума зелени банкноти ќе се добие 5,5 метри долга лимузина во некоја од преку 200 бои кои ќе бидат на располагање. Ќе биде задвижувана од два електромотора со вкупно 600 коњски сили кои ќе се распределуваат на сите 4 тркала. Забрзувањето до американските 60 милји на час ќе трае 3,8 секунди, а ако се вози пристојно, батериите од 111 киловат-часа ќе траат 480 километри. Гордите собственици на идниот знаменосец на General Motors ќе можат да ги полнат со максимални 200 киловати, трошејќи десетина минути за струја доволна за некои 130 километри. Производството ќе биде ограничено на само неколку стотина единици годишно, кои рачно ќе се склопуваат. Сето ова е смислено за наново да се изгради разнишаниот имидж на Cadillac, што нималку не е ефтино или едноставно. Во тоа сигурно ќе помогне фантастичниот дизајн кој го издвојува од се што досега сме виделе. Дотолку што се споменува дека ваквиот стил ќе стане заштитен знак на марката и ќе го гледаме кај сите нејзини идни модели. Тоа не може да се каже за внатрешноста во која гломазниот 55-инчен монитор се простира по целата широчина. Почетокот на производството е закажан за крајот на 2023 година. Помина некое време откако Ken Block дојде во Ауди и веќе со нетрпение се очекуваше што мајсторот на гимканите ќе покаже. За него марката од Инглштад подготви специјален модел наречен S1 Hunitron,
кој во рацете на дрифт уметникот ги запали своите пневматици на улиците на Лас Вегас. Инспириране од легендарниот Ауди Quattro, но освен дека е електричен, за него ништо друго не се знае. Затоа пак видеото кое е најава за филмот Електрикана покажува што може. Затоа нема ништо повеќе да коментираме и следните 2 минути ќе ве оставиме на вратоломиите на 4 тркала. Уживајте! Кога ја спомнуваме Шпанија, на прво место ни е убавото време, убавото расположение, убавата храна и сангрија. Никој не очекува да биде многу лошо време, како што се наоѓаме сега. Очекував на тестот на Аустрал да имам прекрасни временски услови, но ова не го очекува. Врне дува, но сега ќе се вратиме на приказната за овој автомобил. Аустрал е првиот модел од новата филозофија на Рено, која во фокус ја става електризацијата. Нема веќе дизели. Замислете, во Рено нема веќе дизели. Све ќе биде на бензин и со поддршка на струјата. Токму и таков овој Аустрал кој го возам, тој располага со 1,2 литрен мотор со турбо помош и испорачува 131 конјска сила, но му помагаат уште 2 електромотори кои ја напојуваат својата сила од 1,7 киловатна јон литиумска батерија, од каде добива струја за погон. Но нема да зборуваме сега за погон, но тоа ќе го ставиме нешто подоцна. Го гледате новиот знак на Рено, тука се кријат сите оние асистенти на возачот кои му помагаат што полесно да ги надмине предизвиците. Контурата е задржана од претходникот Каджар, кој исто беше представник на компактната класа на спортско корисни возила. Но во Аустрал е решено нешто повеќе. Самиот багажен простор има многу повеќе квалитетно решена внатрешност и може да собере повеќе работи во внатрешноста поради поставеноста на батериите кои се сега во самиот код на возилото, а не се
во ГП-тот. Како што реков, Аустрал е претходник на едно ново време на Рено, кое треба да ги имплементира не само електропогонот, туку и да излече максимум од погонот на внатрешно согорување. Но со новата идеја на решавање на овие работи имаме и потполно нова идеја во внатрешноста. Па дојдете да ја погледнеме. Конечно да се скријам малку од дождот. Амбиентот во Аустрал е навистина возбудлив, бидејќи околу вас се покажуваат големи екрани. Ништо ново за оваа класа возила, но тука имаме навистина голем екран, како и големиот екран кој е на централната конзола. Околу возачот, она што мене ми се допаѓа е воланот кој има форма на квадрат, а кога сме кај квадратите, заедно овие два екрани со head-up дисплеот прават една огромна површина. Дури 77 квадратни сантиметри имате екрани околу вас, што е многу и за дневна соба, а не за автомобил. Што се однесува до опремата, таа е во духот на Алпина, затоа што е ова најопремениот екземплар на Аустрал. Па, осем некои детали, како што се на воланот и француското задолжително знаме, нема никаква врска со оваа престижна спортска марка. Но сепак, Рено сака да излече максимум од својот регал. Па затоа и оваа опременост е наречена Spirit of Alpine. Интересно остварување е потпирачот за раце. Тој има индуктивно полнење за мобилниот телефон. Но ергономијата вели дека не е баш најзгодно да се манипулираат овие копчиња. Па затоа тој може и да се движи. Тој крие една ладица за оставање на дребули. И видете како е убаво направено потпирањето на рака. Но мене ме подсетува звукот кој се движи наваму или натаму. Исто како звукот на мојот спортски часовник, кога го движам, кога ја движам неговата круна. И немојте да замерите на овој тест што ќе видите разновидни снимки, бидејќи поради времето не бевме во можност да извлечеме најдобро. Многу врне и принудени сме да ги искористиме и снимките што ги направи снимателот на Рено пред нас. Што се однесува до движењето, Рено Аустрал има избор на два мотори. Едниот е 1,3 литрен, додека вториот е 1,2 литрен трицилиндраж. Токму тој е испод хаубата. Тој има помош од турбополнач и произведува 130 конски сили. Предноста на овој хибрид е во тоа што ја намалува потрошувачката, нели? Но со тоа и загадувањето. Во градски средини е доста ефективен и во борд компјутерот, барем од четувањата што ги имам, покажа некаде околу измеѓу 4,4 и 4,6 литри бензин на изминати 100 километри во градска средина. Се разбира дека немав услови да го возам 100 километри во градска средина, но сепак борд компјутерот ја мереше потрошувачката и тоа го пријави. Возењето е сосема удобно. Се гледа дека французите посветиле доста внимание на звучната изолација, но и на возачкото седење, кое ви пружа одлична перспектива на се она што е пред вас. Реков дека имаме системска моќност од 200 конски сили. Дали тие функционираат онака како што треба да се очекува? Да видиме. Кога ќе дадете забрзување, се чувствува дека има дупка, како да возите старо турбо бензинско возило, како што порано имаа турбо дупка.
дупка. Нема никакви шанси да повлече силно. А кога веќе динамично се вози, тогаш не е проблем да се одржува темпото на динамиката. Но стартот не е однака импресивен како што ветува системската моќ. Меѓу забрзувањата се добри, но сепак се слуша и се чувствува дека имате така наречена дупка, како моторот да не сваќа што сакате да направите. Затоа улога има и менувачот, кој е еден од најмодерните во светот на автомобилите. Тој има дури и можност за 15 меѓу преноси, кои даваат една голема удобност кога се вози во урбани средини. Што се однесува до подпирањето, се чувствува дека има германски зачин во возилото. Тоа е малце покруто, воланот делува попрецизно и го немате она чувство, воздушество, чувство кога се вози класичен француски автомобил. Она што не ми се допаѓа во внатрешноста на Аустрал се овие пренападни прекинувачи. Тука се наоѓа прекинувачот за менувачот, потоа за брисачите и сосема доле има манипулатор за гласот и за ентертеймент системот, кого можете исто така да го манипулирате со допир. Чувството е дека имате премногу копчиња исто и на воланот, но тоа е работа на вкус и работа на навика. Секој автомобил има по некоја своја бесна глиста. Аустрал треба да дојде на пазарот во следните месеци. Збориме на европскиот пазар, а во Македонија би требало да го имаме во првата половина на идната година. Што се однесува до Франција, неговата почетна цена е 29.900 евра, но за возената верзија Alpine Spirit, која има кумулативна сила од 200 конски сили, ке чини нешто повеќе над 40.000 евра. Пред да го одјавиме ова издание на Автомагазин, мало подсетување за нашите гледачи. Од 15 ноември стапува на сила уредбата за задолжително користење на зимска опрема во возилата. Немојте да заборавите да ги монтирате вашите зимски пневматици или да ги ставите синџирите во возилата. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ве поздравувам до следното издание за 7 дена. До гледање.